неколку наврати од 24 до 26 април оваа година мечка која се настревила на медот од пчелите го нападнала пчеларникот на Златко Ташев кој се наоѓа во атарот на село Бохула. Според доказите пронајдени на лице место, фотографирани, со сигурност е утврдено дека нападот на пчеларникот е извршен од мечка. Пчелите инеку и самиот пчеларник се оградени со два реда на ограда, дрвена и жичена, меѓутоа мечката ги совладала и двете огради. Инеку се работи за пчеларник кој има 69 пчелни семејства, од нив уништени се 13 и тоа во неколку наврати. Еве што за ова вели Златко Ташев. Јас пред 5-6 дена, значи тоа е некаде на околу 26-ти, сега точно дали на 25-ти вечерта или на 24-ти вечерта првиот напад е извршен. Ми зема 3 пчелни семејства, значи ги крше ги. После тоа отидов, пријавив кај нас во покушав да пријавам. Прво не знаеа затоа што се немало десено до сега таков случај во Кавадарци и отидов и во Скопје во Министерство за шумарство и ловство. Значи таму ми беше кажано што треба да и како да направиме. Значи пчелите би се заградени и тоа со два реда на ограда, прво со дрвена ограда, а после внатрешниот дел на пчелите заградени со метална ограда, мислам жица. Па имам јас околу 69 пчелни семејства. Уништени се, значи, во повише наврати на секој дење по 2-3, значи тоа иде преку една вечер. Купно има уништено 13 до сега, мислам до вчера. Материјалната штета, ако се гледа како пчелни семејства е едно, значи материјалната штета е повеќе годишна, не е само за оваа година. Пример, да не испадне дали се фалиме или овака онака, таму местоколорбата е добра и од 30 до 50 кила на мет едно пчелно семејство дава на годишно ниво. По сликите што се, значи по шепата се работи изгледа за огромна мечка. Јас имам таму легализирана викендица на самиот пчеларник и таму си имам и струја и вода, се е донесено, значи на агрегат си е се тоа, меѓутоа кога има човек таму не напаѓа. Значи денеска ако отиде татко ми таму, обично татко ми оде повише, ако отиде денеска таму не иде. Утре цекениса, утре вечер, кога отидеме другата собелина, 3 нема. Пријавено е, дојде комисија нека на 2 мај, комисијата дојде, значи и они изликаа се, утврдија што утврдија и сега ми останува едноставно, значи од сите институции кај што бев, сите ми рекоа, вика, треба да тужиш државата. Требало да поднесам приватна тужба до држава, затоа што мечката спаѓала во трајно заштитен дивеч. Значи не како што е волкот и лисиците и другите другиот дивеч кај што е делумно заштитен во одреден период од годината. Мечката е трајно заштитена дивеч и само државата може да преземе чекој. Значи ја прво не сум ловџија, не знам и не можам, не смеам, не ја, никој не смее да се осуде на таков чин. Покажувањето, значи околу пред 20 години имало мечка на нашиот татар во село Бохула, радња таму чемарска, значи на тој дел. Во последните 10 години пчелните семејства мене ми се на иста локација, значи не ги менјам, таму ми е викендица од кој е направена, пчелните семејства се таму, до сега не е имало никаква штета. Значи друг дивеч како што некој и комисијата го утврди тоа и во селото, значи нема ниту крави, ниту говеда, ниту крупна стока, нема никаква во селото, а и куќата е оддалечена околу 8 км од селото. Најверојатно истата мечка има направена штета и во Радња, неколку пчелни семејства, по укажување на луѓето што поминаа низ селото и кажаа дека и во Радња имало нападнато и дали во Бошова или не знам каде на друго место имало нападнато. Сега дали луѓето ќе пријават, не знам. Јас кај мене штета е голема. Мене ме викендичка и одиме не само за пчелни семејства, значи си одам и на викенд со фамилијата. Значи мене сега со овој настан ми е и ризик да одам и затоа сакав да
да се забележи, да се знае и да ги известам сите институции. Пчелните семейства се во многу добра состојба, значи немам угинато ни едно пчелно семејство од зимото, значи така да очекував добар принос. Меѓутоа сега еве одам со ова состојба на станата, значи не дават да влезеш фактички и пчелите се вознемирени, не дават да влезеш и дење, не па ноќе таму. Пред да отидеме со комисијата на лице место, беа малку скептични околу тоа дали се работи за нападот извршен на пчелите, дали се работи од мечка или не. Меѓутоа со увидот на лице место и со сликите кои што се сликани и од моја страна и од самите инспектори, е утврдено, значи има слика од шепа на самиот пчеларник, има на самата бодликава жица, значи што е поставено од претходно, коса од пчела, значи како се дотнела там од мечката. И значи нема двојба дека се работи за нема никаква дилема дека не е мечка. Значи тоа е бар јас сум 100% сигурен и по указот и на за записничарите што беме таму, значи ни не ја видоме, не може да потврдам дека ја видоме мечката, ама по самото, значи по самиот начин, по самиот траги што ги имаме како слики, како доказен материјал и по косата од влакната на самата жица, значи тоа друго животно не може да направи. Искорнати се колја, значи колата 60 см закопан во земјата, мрежа ставена, метална мрежа ставена е, бодликава жица, значи се е сукинато, се е расфрлано и тоа е на повише места, не на едно место, значи она секое влевање влева на различно место. Иако тоа што е скинато од претходниот пат, си стое така скинато, заради комисијата не смееме да го санираме, за да може кога ќе дојде комисијата да го види дека е оштетено. Дилема нема околу тоа дали е мечка или не, само да се најде начин како да прекине таа работа и ако има нели можност и начин државата, пошто мечката е трајно заштитено животно, ќе барам да ми се надокнади и штета.